наш ценен излагач е професор доктор Тодор Чепреганов и неговата тема гласи Илинденско и Илинденско-Преображенско повстание. Професоре, поведете. Почитувани, самото ваше присуство овде денес се покажало во чија колективна меморија живее Гоце Делчев и македонските револуционери. Две комисии кои што се формира и според договорот за пријателство, видовме кои датуми ги донесува за заедничко учествување, меѓутоа камен на собрување стана Гоце Делчев. Исто така камен на собрување ќе дојде и Илинденското повстание. Не знаеме како ќе заврши со Гоце Делчев, меѓутоа работите може да отидат таму каде што не треба. Јас изборувам за Илинденското повстание дали живее во бугарската или во македонската колективна меморија. Значи, во тој контекст, пред да се формираат комисиите, беа одржани неколку седми на македонските и бугарските историчари. Значи, тоа беа тимови формирани од бугарски и македонски историчари, за да се договорат за чествување на Илинденското повстание. Организатор беше Македонската академија на науки и уметности. Меѓутоа, и двата состанока кои што беа одржани заврши уште пред да почнат, затоа што македонските историчари стојат цврсто на ставот дека Илинденското повстание го припаѓа на македонскиот народ. Она што настојуваше бугарската страна беше заедничко чествување на Илинденското повстание и тоа како Илинденско-Преображенско повстание. Со тоа настојувајќи да му дадат сосема друга димензија на истото. Дури се појавија тврдења дека во документите се зборува за Преображенско и Илинденско повстание, но дека македонските историчари ги фалсификувале документите. Но документите се неумолливи. Илинден е исклучено македонски празник. Македонската револуционерна организација во организирањето на восстанието го вложила целиот свој физички и материјален потенцијал за тоа да биде што подобро организирано. Восстанието заврши за неуспех, но му покажа на светот за желбата на еден народ да биде свој на светот, со своја држава, нација, јазик и култура. По восстанието во репресиите страдаше македонскиот народ. И сосема е нормално што Илинденското повстание живее единствено во колективната меморија на македонскиот народ, бидејќи само тој македонскиот народ ја прифати од другата на организацијата да се крене, да учествува и да го води и на крајот да ги трпи последиците на восстанието. И во Бугарија, споменот за Илинден во 20-те години на 20 век започнала да ги чествува македонската емиграција, бидејќи тој живеа во меморијата на македонците. Колективната меморија е оној барометар кој покажува што даден настан или лично значи во историјата на еден народ. Организираното прославување на Илинден наставува со формирањето на Илинденската организација во 1923 година. И претходно имало учествување, меѓутоа тие биле неорганизирани, биле спонтанни од народот. Една од задачите на Илинденската организација била и активната занегување на традициите на македонската револуционерна борба, т.е. да се популаризира македонската историја, македонскиот героизам, македонското самосознавање. Како една од главните активности на организацијата биле прославите по повод годишнината од Илинденското повстание. На самите манифестации учествувале голем број македонски емигранти. На прославата на Илинден во 1922 година во Софија учествувале неколку десетици илјади лица, повеќе србини, а во 1924 година на чествувањето учествувале околу 30.000 луѓе од македонската емиграција. Чествувањето на Илинден во 1923 година било збогатено со пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев во просториите на Илинденската организација во Софија. На 2 август 1923 година од куќата на Чаков посмртните останки на Гоце Делчев биле пренесени од црквата Света Недела, каде саркофагот останал до 5 август 1923 година, кога биле пренесени во канцеларијата на Илинденската организација. И овде се поставува прашањето, ако беше бугарин, зошто таа бугарска држава од тогаш не го зема, не ги зема костите на Гоце Делчев, па да направи некој пантеон во кој што ги стави и да го слави и да го чествува. Меѓутоа тоа не се случи, тие остана во раците на македонската емиграција. Интересно е за тоа што за ова чествување 25 година на 1 август српскиот дипломатски представник во Софија испрати телеграма до Министерството
за надворешни работи на Кралството Србија, во кој известува дека на 2 август ќе се прослави во Софија 20 годишнината на македонското востание. Но во таа прилика ќе се изведе голема македонска манифестација, во која ќе учествуваат сите македонски братства и сите души. Где се споменува за Бугарија? Илинден македонските миграција во Бугарија го доживувала како символ на македонската борбеност и македонски ден, а за Илинденската организација го символизирала најголемиот момент во историјата на македонското ослободително револуционерно движење. Од 1933 година организацијата околу учествувањето повеќе не доаѓа од Илинденската организација, туку од Националниот комитет. Прославата на 30 годишнината на Илинденското востание дебело одржана поради тоа што управата на градот Софија го забранила. Ако е бугарски празник, зошто го забранила чествување? Што значи Илинден за македонската миграција во Бугарија најдобро покажа обидот на Националниот комитет на македонските братства да го замени чествувањето на Илинден со духовно. Во еден напис истакнува: врховистичкиот национален комитет сака да наложи на македонскиот народ и на емиграцијата Свети Дух како ден на Македонија. Тоа беше неопходно за врховизмот за да одрече вистинскиот ден на Македонија, Илинден, за да се фрли маска врз првата македонска револуција и по таков начин да не дозволи на македонските маси да црпат од неа полука и вдахновение за револуционерна борба. Тие не сакаат да го прифатат и чествуваат Свети Дух како свој, зашто тоа е врховистички ден кој нема никаква врска со историјата на македонската ослободителна борба. Поробена Македонија си има свој историски величествен Илинден, во кој целиот македонски народ востана со оружје во рака за национално и социјално ослободување, за слободна и независна Македонија. Илинден е жив спомен, потик, вдахновение и пример за ослободување, да го запазиме и уште повисоко да го издигнеме тој револуционерен празник како ден на Македонија. Завршен цитат. Во искажувањето гледате дека не споменува Бугарија. Првиот бугарин кој што присуствувал на прославата на Илинден, владен представник, бил градоначалникот на Пловдив во 1939 година. Додека во Софија тогаш поголема група државни представници ја посетили канцеларијата на организацијата. Во периодот меѓу двете светски војни биле организирани илинденски организации и во делот и во вардарскиот дел на Македонија, меѓутоа тие биле забранувани од страна на жандармеријата на Кралството Југославија. Што се случува со окупацијата на Македонија? Со окупацијата бугарската држава видела голема можност Илинденското востание да биде искористено во пропагандни цели да се представи како една од најголемите бугарски восстанија. Таа улога на себе ја презела Дирекцијата за национална пропаганда. Првата можност јавно да ја промовира својата активност Дирекцијата имала во пресед на годишнината на Илинденското востание во 1941 година. Тогаш за прв пат од 1903 година бугарската држава преку вестникот Целокупна Бугарија излегува со соопштение дека во новата историја на Бугарија или не го зазеде местото на највисока пројава на бугарското воинство. И покрај тоа што и самите признали дека Илинден бил до вчера знамен на борбата која Македонија ја водела за своето ослободување. Меѓутоа, треба да се истакне дека само неколку години претходно се бугарскиот сојуз Отец Пайси, кој како политичко волпартиско здружение имал за цел народносно и државно само зачувување на целиот бугарски народ и на сите бугари каде што тие се наоѓале, ги повикува бугарите во странство да ги празнуваат следните значајни историски датуми. 3 март ослободувањето на Бугарија, 24 мај се ликвидираните тони, 27 септември ден на Отец Пайси и 27 ноември потпишување на истиот договор. Прашањето е каде е Илинден. И сега домана од кога почиња да се употребува преображенско востание. По повод 65 годишнината од чествувањето на Илинденското востание во Бугарија, Бугарската комунистичка партија, Тодор Живков, донесуваат политичка одлука со што официјално востанието е наречено Илинденско преображенско востание и сметено за заедничка борба на бугарите од Македонија и Тракија.
Причествувањето раководството на Комунистичката партија им доделило специјални награди на некогашните учесници во револуционерните борби во двете области, а водачите на восстанието ги именувало како големи бугарски патриоти. Од своја страна, бугарските историчари од тогаш ќе започнат од директива истото да го нарекуваат Илинденско-Преображенско или Преображенско-Илинденско восстание. Само уште нешто. Британските воени мисии кои што се наоѓале во Македонија во 1943-44 година, во своите извештаи до својата централна во Каиро испраќаат телеграми во кои што велат дека македонците сите во джепот носат слика на Гоце Делчев кој го сметат за национален херој. И затоа бараат од централата да припремата на пропагандите да испраќаат што повеќе такви слики и пропагандата да биде на македонски јазик.